Кали Роуз е бренд кој ги освоила светските модни сцени. Од Titans до Fateless. Приказна за успешна млада девојка која со својот сон успе да се наметне на модната сцена не само во земјава, туку и надвор од неа. Една инспиративна приказна на сите млади дизајнери да не се откажуваат и да го следат својот сон. Верувам, како и се во животот, дека се што е мое и се што заслужувам ќе го најде патот до мене. Така и ме најде овој мејл едно сабајле, кога ми стигна: здраво Катарина, ние сме менеджментот на Fateless. Sister Bliss it's a big fan of your work. И мислам дека јас тука плача во наредните сати од среќа, затоа што јас сум растена со нивната музика и јас сум тој голем фан на нив. И дојде тоа време да дојдеме до ваква соработка, односно да го носат мојот сон и мојата приказна. Кали Роуз е сон на едно мало дете кое што почнува да црта модели од 5 години, но било потиснувано и принудено низ текот на животот да се пронаоѓа во разни професии и сфери, додека тоа дете не добија никаква зрелост на 30 години и одлучи да се го следи своето срце. Кали Роуз се раѓа во Индија, потоа и го носи името на една мокна темна божица, црна божица. Во тоа време живее во Индија и работев како фотограф. Работев на многу разни настани, работев на едиторијали и во тој момент одлучив дека ми се роди тоа жарче повторно во себе и одлука дека уствари ова е тоа што јас сакам да го правам за себе, не за другите. За мене сонот е многу поголем од ова, иако можам да спомнам дека работев многу набрзо и со Стив Аоки за неговиот спот, за танчерите. Потоа беше короната. Во короната морам да спомнам дека изненадувачки овој бренд процвета in a way. Во короната дојде и HBO и така се редеа разни искуства, разни пејачи. Денес Кали Роуз може да го видиме на големата сцена, на разни техно ивенти, на концерти, многу метал бендови, пианистки, така што секој оној кој што ќе се пронајде во самиот карактер на овој бренд. Ме води желбата за слобода, ме води желбата за патување, за создавање, за креирање, ме води целиот тој фидбек денес, после 7 години, на секој клиент што всушност се пронаоѓа во мојата приказна и со истата се идентификува. Дека никогаш не е доцна за остварување на својот сон, и сето тоа да стане реалност, водејќи се и од големите примери на модната сцена, Чемедан Лагерфелд, Шанел и Армани, без никаква диплома и јака финансиска позадина можеле да го направат тоа, нека биде инспирација за сите нас, затоа што тоа беше инспирација и за мене.